Вчера објавив слика со мојот бургер кој што го јадев за ручак и начнавме на супер комуникација и се отвори тема за која што сакам денеска да разговарам. Практично Бојан, мој Инстаграм пријател, праша кое е вашето мислење кога се во прашање калориите. Дали е точен според вас митот дека калорија е калорија и не е битно што јадеш доколку внимаваш да не го поминеш дневниот калориски внес, бидејќи постојат многу статии кои водат дискусија за дисбаланс на хормоните поради одредени нездрави калории и шекери, но исто така постојат и ист број статии кои тврдат дека тоа не е баш точно. Бојан, ти кажав и у самиот коментар дека прашањето ти е одлично и има голема дебата по оваа тема, но јас ќе се обидам да го направам што поедноставно и поупростено, затоа што повеќето од луѓето кои што си го комплицираат животот по овие прашања за да одат толку многу длабоко во исхрана и нутришн, немаат потреба од тоа затоа што 99% од луѓето на планетата Земја не живеат од спорт и не живеат од тоа колку добро ќе изгледаат. И од таа причина нема ни потреба да си го комплицираш животот со толку многу информации поврзани со исхрана. Исто како што за кола нема потреба да возиш а претходно да завршиш машински факултет, истото е и со исхраната. Не ти треба нутриционизам за да можеш да воспоставиш еден добар избалансиран начин на исхрана. Кога се зборува за калориите и за ова прашање, јас би рекол дека сите се во право, односно и двете страни се во право. Но прашањето е што е целта на тој човек кој што прашува и која е целта за да му се важни калориите. У смисла, ако целта ти е да не покачуваш килажа и се друго е окей, во тој случај да, калорија е калорија и може математички да се пресмета дека ако мојот калориски внес и потреби се 2500 на дневно ниво, толку просечно моето тело согорува во 24 часа, тоа значи дека без разлика од каде се изворите на калориите и од каде доаѓаат, ако се 2500, јас сум супер, не сум нел повеќе од што ми треба и нема да покачувам килажа. Но, што би рекол мојот пријател Душко Прокович, калории во 100 грама продукт не се истите дека ќе влезат и во крвотокот. Односно, тие 100 грама нема да бидат истите 100 грама кога ќе влезат и во крвотокот. И тука веќе се јавува прашањето и за тоа каков е тој состав на калории. Затоа што ако одиме со прост пример, еве пак јас ќе се земам во пример. Ако јас да речеме треба да внесам 2500 калории на дневно ниво, можам да го решам тоа многу едноставно. Ќе изедам еден бурек, кој што ќе биде просечно околу 1000 калории, ќе изедам подоцна еден бургер, кој што ќе биде просечно можеби од 800 до 1000 калории и сум горе-доле стигнат веќе до мојот калориски внес, ќе внесам можеби уште малку чоколадо. Но кога ги гледаш тие калории во состав, таму има 2500 калории, но фалат многу протеини, ради тоа што у бурекот најголем дел ќе бидат масти и шекери. Во бургерот исто не фалат протеини, ама имаш повторно премногу масти и шекери, и во чоколадото имаш повторно масти и шекери и немаш протеини. И во тој случај втората теза излегува точна, а тоа е дека може да се нарушат хормоните, ради тоа што градежниот материјал на хормоните се аминокиселини во најголем дел и доколку не ги добиваш ти преку храната оние 9 есенцијални и неопходни аминокиселини кои што телото не може да ги создава, тогаш градиш потенцијал за хормонален дисбаланс. Од друга страна, кога ти и внесуваш точно калории, онолку колку што твоето тело троши, но тие се во голема мера шекери, тоа значи дека тие шекери ќе го испровоцираат инсулинот, а кога е испровоциран инсулинот и се движи во граници ненормални, тоа значи дека повторно имаш добра основа за хормонален дисбаланс, бидејќи самиот инсулин е веќе у дисбаланс, скока и паѓа, и при тоа ќе поттикнува и други хормони од сигналниот механизам на нашето тело, затоа што во метаболизмот се е многу исповрзано. Така да, за да ги упростиме работите и самата филозофија под сликата која што вчера ја објавив со бургерот, пишува многу добро. А тоа е дека задоволи го ти телото со хранливите вредности кои што ги бара во текот на денот,
па и да внесеш некакви калории кои што не се баш квалитетни, а се задоволство, ќе успее телото да компензира на еден начин. Затоа што ако ти го виде можеби вчера само мојот бургер, но мојот почеток на ден беше со протеински шејк, прашок во кој што додадов овес, во кој што додадов ленено семе и во кој што додадов јатки, не сум сигурен точно вчера што додадов. Потоа имав ужина портокал со јогурт, па имав бургер, па вечерта јадев пилешко со моцарела и со сушени домати и брокула и морков. И ако го гледаш ти мојот ден, калориски може е тука некаде, колку што ми треба, од кој што еден оброк е можеби задоволство и junk food би го нарекле, кој што има повеќе шекери, повеќе масти. Моите такви оброци се 1 до 2, затоа што ги сакам задоволствата, затоа што немам цел за сикспек, затоа што не живеам од тоа да истрчам на терен и да дадам максимум и да ги скршам лимитите и да треба да дадам некаков погодок и да победам со тимот, и ради тоа што не живеам од тоа колку добро ќе изгледам. Мојата цел е доволно енергија, оптимално здравје и еден пристоен изглед, да немам вишоци. Така да за такви цели не треба многу да си го комплицираш животот. И запамти, да, калорија е калорија и добро е никогаш да не одиш во суфицит, односно да не претеруваш со калории, затоа што тоа ќе значи покачување на килажа, но и повторно не е само да биде калории се калории. Би било добро тој состав на калории да биде малку подобар, затоа што и телото на крај на денот не ги обработува на ист начин сите калории. Ако внесеш ти калории од интегрален ориз, обработката на тие калории ќе трае подолго. И ослободувањето на енергија во телото ќе биде поодржлива, за разлика од калории кои што можеби ќе бидат спакувани во шекери, во некаков junk food, во некаква процесирана храна. Тие калории брзо ќе влезат во крвотокот, ќе иницираат скок на шекер, ќе иницираат скок на инсулин. Така да и двете логики се точни, но повторно многу се зависи од твоите цели и при тоа како изгледа денот, односно дали вежбаш, дали не вежбаш. Затоа има филозофија, но генерално јас би ти го дал овој одговор и се разбира, ако јас би сакал да ја продолжиме и дебатата и да можеби навлеземе и многу подетално у твојот ден, доколку вистински ти имаш дилеми или можеби се соочуваш со некој проблем, али пак сподели ми ја целта, сподели ми што правиш, како ти изгледа денот, кои ти се стравовите и ќе се обидам да ти дадам и можеби малку поиндивидуализиран одговор за твојот ден.